Почитуван шеф на делегацијата на Европската Унија во нашата земја, господин Самуел Жбогар, почитувани заменици на председателот на владата, почитувани министри, почитувани лекари, почитувани припадници на здравствениот сектор во Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите. На денешен ден, пред точно 70 години, на 9 мај 1950 година, додека Европа ги залекуваше длабоките рани од големата и трагична Втора светска војна, францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман повика да почне изградбата на нова Европа. Нема посилна символика. Денот над победата над фашизмот стана ден на Европа. Тој ден започна да се остварува визијата за Европа во која за секогаш ќе се оневозможат идните големи опустошувачки војни, се постави зародишот на Европската Унија и лидерите, татковци на новата Европа избраа дека сите разлики ќе ги решаваат на масата, а не на војните боишта. Неколку години пред тоа, со учеството и победата во антифашистичката голема светска војна на територијата на Македонија, припадничките и припадниците на партизанските единици на НОП ја заокружија историската борба за државноста на нашата земја. Македонската држава беше создадена како дом на слободата, дом на изборот, дом на слободата на изразувањето и на слободната мисла за сите граѓани без исклучок, држава за сите и држава на сите. Дом како што е денеска Европската Унија, како што е напредна и прогресивна Европа. Затоа денеска имаме силни, големи причини да славиме и да бидеме дел од прославите ширум Европа. Да ја славиме големата идеја за Европа. Граѓаните на нашата земја го направија изборот и тие се горди на својот избор. Ја избравме иднината. Иднината на Европската Унија затоа што е изградена на вредности во кои што веруваме и кои што ги практикуваме и ние. Ние припаѓаме на европското семејство. Формално се уште не сме дел од Европската Унија, но го почнавме патот. Би сакал да искористам денешнава прилика најотворено и најискрено да упатам благодарност кон сите земји членки на Европската Унија, да упатам благодарност до амбасадорот Жбогар во координирањето на огромната помош која ја добивме од Европската Унија и за постојната, континуирана 24 часовна соработка со нашето семејство Европската Унија. Почитувани присутни, Република Северна Македонија во последните 3 години реши сериозно да заврти нови страници во својата историја. Излеговме од длабока политичка криза и ги возобновивме демократските институции и владењето на правото. Испорачавме конкретни и одржливи резултати во спроведувањето на ЕУ поврзаните реформи и во добрососедските односи. Станавме 30-та членка на НАТО и оваа година ги започнуваме пристапните преговори за членство во Европската Унија. Следните чекори се подготвени и ќе работиме посветено со Европската комисија и Европскиот совет, што поскоро да ја закажеме првата меѓувладина конференција која ќе го означи практичниот дел од преговарачкиот процес согласно новата методологија. Со тоа ја ставаме нашата земја на експресниот пат до членството во Европската Унија, затоа што тоа е и наш концепт. Концепт заснован на заедничките основни верувања и убедувања за слободата, за демократијата и човековите права, за пазарната економија, како и за остварување на фер можности врз темелите на солидарноста. Затоа ја сакаме и ја замислуваме иднината заедно. Замислуваме, ја посакуваме, работиме за неа и веќе сме заедно. Заедно и во добро и во зло. COVID-19 во изминатите месеци сите заедно не соочи со суров избор помеѓу животот и смртта на нашите граѓани и обстанокот на нашите економии.
Новиот коронавирус предизвика пустош и не соочи со несогледливи предизвици, но донеси нешто позитивно. Јасно покажа дека европскиот континент има заедничка судбина. Начинот на справувањето со заразата покажа дека споделуваме иста политичка култура и пракси. И го истакна и високото ниво на социоекономска меѓузависност помеѓу Европската Унија и земјите од Западен Балкан, кои имаат силна и непоколеблива намера еден ден да бидат рамноправни членки на Унијата. Република Северна Македонија во овој корона период се увери дека Европската Унија ја сподели грижата и помошта со нашата земја, како да сме веќе членка во европското семејство. Отаму доаѓа и нашата благодарност за видливо демонстрираната солидарност и помош од страна на Европската Унија, наитна поддршка за здравствениот сектор, со финансиски пакет за соочување со социоекономските последици, како и со макрофинансиска помош, која ќе биде важно надополнување. Високо го цениме и обезбедениот пристап без преседан до останатите ЕУ механизми и инструменти, како и заедничките напори, безбедно да ги вратиме нашите затекнати граѓани дома. Благодарни сме што на овој начин Европската Унија ги третира нашите држави како да сме речиси дел од Унијата. Тоа ни дава чувство на сигурност, дека заедно ќе се справиме со товарот на кризата. COVID-19 заразата несомнено ќе продолжи да ја тестира нашата одлучност и сега најважно е да се фокусираме на напорите за оправување и надминување на економско-социјалните последици кои се длабоки во сите земји на Европската Унија, како и во земјите кандидати за членство. Дозволете ми на крајот, во свечениот дух на оваа церемонија на подигање на знамињата на Европската Унија и на Република Северна Македонија, пред градската општа болница 8 септември, уште еднаш да изразам почит во името на владата на Република Северна Македонија и сочувство до семејствата на сите жртви од COVID-19 во нашата земја, во Европа и во светот. Да одадам признание во моje име и во име на владата, на сите лекари, на медицинскиот персонал, на сите вработени во здравствените установи, на менаџерите на овие здравствени установи, на Министерството за здравство, кои што се најдоа на првата борбена линија, за да ни помогнат да спасат животи, да ја спасат нацијата, да ја спасат Република Северна Македонија. Благодарам уште еднаш и посакувам што побрзо да заврши сето ова и да продолжиме со развој и просперитет на нашата земја. Благодарам на внимание. Dear Prime Minister Spasovski, Deputy Prime Ministers Shekerinska and Osmani, Minister Filipče and Dimitrov, dear doctors, nurses, medical staff from 8 Septembri and from the University Center for Infectious Diseases, dear representatives of media, dear European citizens of North Macedonia. Почитуван председател на владата, почитувани заменици на председатели на владата, господја Шекеринска и господин Османи, почитувани министри Филипче и Димитров, почитувани доктори, медицински сестри, здравствени работници од болницата 8 септември и од Универзитетскиот центар за заразни болести, почитувани представници на медиумите, почитувани европски граѓани од Северна Македонија. Today we are celebrating the 70th anniversary of the Schuman Declaration, which inspired the most successful peace project in history, the European Union. Денеска ја одбележуваме 70 годишнината од Шумановата декларација, која што инспирираше најуспешниот мировен проект во историјата, Европската Унија. We are doing this at a time when we are all confronted with unprecedented challenge the world has never experienced before. The threat by the coronavirus knows no boundaries, takes lives, impacts on health, undermines the economies, and threatens our societies and even world order. Го правиме ова во период
кога сме соочени со предизвик без преседан од било кога што сме го искусиле во светот. Заканата од коронавирусот не познава граници, одзема животи, влијае на здравието, ја подкупува економијата и се заканува по општествата па дури и светскиот поредок. It has altered fundamentally our way of living. It has changed for good or for bad, but definitely forever, the normal as we knew it. But the virus brought to the forefront also one of the EU's founding values, that of solidarity. Го измени во суштина начинот на живење, го измени од добро, и за подобро или за полошо, но секако за секогаш нормалното онака како што го познававме. Но вирусот донесе во предните редови и една од предностите, од суштинските начела на Европската Унија, а тоа е солидарноста. It is the solidarity that brought the European Union 70 years of peace and prosperity. And it is solidarity that is bringing Europe out of the current crisis. Токму солидарноста ја формираше, ја основаше Европската Унија пред 70 години и ја одржа во мир и просперитет. И токму солидарноста ја обединува Европа во справувањето со кризата. Dear friends, these days I'm especially proud of being an European, and especially proud of representing European Union in your country as we are witnessing Europe at its best. Почитувани пријатели, овие денови јас сум особено горд што сум европјанец и исто така што ја представувам Европската Унија во вашата земја, каде што сме сведоци на Европа во низиното најдобро светло. This year we mark 20 years of the EU delegation in Skopje and over 20 years of continuous investment in every aspect of your society. We were finally able to trigger your journey to a better future in the European Union. The solidarity extended by the European Union and its member states to you and to the region during this crisis provided an answer to the dilemma of what is the EU's attitude towards the region. And the answer is, we are one family. Оваа година ја одбележуваме и 20 годишнината на делегацијата на Европската Унија во Скопје и повеќе од 20 години континуирано инвестирање во секој аспект од вашето општество. Конечно можеме да тргнеме на пат на подобра иднина во Европската Унија. Солидарноста која што ја покажа Европската Унија и незините земји членки кон вас и кон регионот во текот на кризата покажа даде одговор на дилемата која за односот, за ставот на Европската Унија кон регионот, а тоа е дека сме едно семејство. And finally, the European Union is leading the initiative to collect funds for development of a COVID-19 vaccine that will be available to everybody in this world for affordable price. This is the European Union at its best as the global force for good. И конечно, Европската Унија ја води иницијативата за собирање на средства за развивање на вакцина за COVID-19, која што ќе биде достапна за секого во светот по пристапна цена. Ова е Европската Унија во своето најдобро светло како глобална сила на добро. Dear friends, difficult times give us lessons in humility, when best of us, best of our societies, and best of humanity comes to life. And this is the reason that we are marking Europe Day here in front of 8 Septembri Hospital, representing all medical institutions in the country. Тешките времења не учат лекција и на понизност, но исто така го изнесуваат најдоброто од нас, најдоброто во нашето општество, најдоброто од човештвото доаѓа во преден план. Ова е причината зашто денеска го одбележуваме Денот на Европа овдека пред болницата 8 септември и која што ги представува како представник на сите здравствени институции. We want to thank, we want to pay respect, and we want to salute to the women
and the men that are at the forefront in the fight against the pandemic. They are the true heroes of our time. They teach us lessons of solidarity, sacrifice, and humanity. They put at risk their health, even their lives, to save us and the society. So a huge thank you, and we dedicate Europe Day to you. Сакаме да им се Сакаме да им се заблагодариме, да изразиме почит кон жените и мажите кои што се во првите борбени редови во оваа борба против пандемијата. Тие се вистинските херои на времето. Тие не научија лекции за солидарност, за човечност, за пожртвуваност. Тие своето здравје го ставија на ризик за да го спасат нашето и на општеството. И сакам да изразам голема благодарност и да го посветам Денот на Европа на вас. The normal will return in former or altered way. We will have stories to tell about the time of Corona. I hope we will also remember this period for the good that it brought out of us and the society. Нормалното ќе се врати на стариот или на нов начин. И ние ќе имаме приказни кои што ќе можеме да ги раскажуваме, приказни од времето на Корона. Се надевам дека исто така ќе се присеќаваме на овој период и по доброто и доброто што излезе од нас и од нашето општество. And I hope we will also remember our current dependence on these medical men and women and on our public health institutions. И се надевам дека исто така ќе се сеќаваме на сегашната зависност на овие здравствени работници, мажи и жени и на нашите здравствени институции. Dear colleagues, we will emerge from this crisis together, present and future members of the European Union, drawing on the fundamental European value of solidarity. Драги колеги, ние излагаме од оваа криза заедно, актуелните и идните земји членки на Европската Унија и ќе научиме од суштинската европска вредност, а тоа е солидарноста. So may this Europe Day and these extraordinary circumstances remind us that we are stronger together and that solidarity is the European path to a better future together. Нека ни е честит 9 мај, Денот на Европа. И нека Денот на Европа и овие вонредни околности не потсетат дека сме посилни заедно и дека солидарноста е европскиот пат кон подобра иднина заедно.